Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван министер Бочварски, почитуван директоре Куштрим Рамадани, почитуван директоре Васко Ковачевски на Управниот одбор и генерален директор на ЕСАМА, почитуван директоре на РЕК Битола, почитуван на Пратенички кој ще се денеска со нас, заменик директор на МЕПСО, почитуван градоначалник на Новаци, почитувана градоначалнички на Битола, Наташа Петровска, почитувани присутни. Представува на вистина голема чест што денеска заедно го пуштаме во употреба 400 киловолтниот трансформатор во трансформаторската станица Битола 2, инвестиција на државата преку АД МЕПСО во висина од 2,4 милиони евра, сопствени пари на компанијата АД МЕПСО. Задоволството е уште поголемо што континуирано се инвестира во енергетскиот сектор во земјата. Изминатиот период присуствувам на завршени или на отпочнување на нови проекти во областа на енергетиката, кои значат помош за економијата, а инвестициите исто така ги образуваат кои што носат побрз развој и подобар стандард на нашите граѓани. Оваа недела ги потпишавме договорите за инвестиции во Александрополи, со што ја осигуравме енергетската иднина на нашата земја. Трансформаторската станица во која денес сме присутни има круцијално значење за целиот електроенергетски систем. Тука е приклучен и тука ја предава електричната енергија РЕК Битола. Од оваа трафостаница тргнуваат интерконективниот далековод која поврзува земјава наша со Грција. А токму тука, со проширувањето на последното поле во трафостаницата, се подготвува теренот за изградбата на интерконекцијата со Албанија преку далеководот Битола Елбасан. Интерконективниот далековод со Албанија ќе придонесе за регионална интеграција. Реализацијата на новата интерконекција помеѓу Битола и Елбасан е од голема важност и е последниот сегмент од реализацијата на коридорот 8 за пренос на електрична енергија помеѓу Бугарија, Северна Македонија, Албанија, Црна Гора и Италија. Северна Македонија има добро развиени мрежи со точки за интерконекција Бугарија, Грција и Србија. Поврзувањето со Албанија е алката што не достигаше во иницијативата за изградба на коридорот за пренос на електрична енергија во правец исток-запад. Придобивките од интерконекциите се намалување на загуби на електрична енергија, зголемување на прекуграничниот преносен капацитет, пораст на транзити меѓу системите во регионот и израмнување на разликата во цената на електричната енергија во регионот. Инвестициите во енергетската мрежа се од голема важност за целиот електроенергетски систем и имаат директно влијание на пристапот и стабилноста во снабдувањето со електрична енергија за домаќинствата од овој регион, за малите предпријатија, како и за големите индустријски капацитети. Почитувани, упатувам честитки за работата на МЕПСО, бидејќи пандемијата наистина не ги спречи да продолжат со реализација на најголемите инвестициски циклуси, составени од проекти за реконструкција на трансформаторските станици и далеководната инфраструктура и од проекти за изградба на нови електроенергетски објекти. Вредноста на проектите навистина се цена дека се над 100 милиони евра. Дел обезбедени пари од самата компанија, како што е денеска овој проект, а дел од меѓународни финансиски институции, кои уште еднаш покажуваат сите заедно дека модернизацијата и развојот на преносната мрежа се приоритет за целата држава. Сите инвестиции во преносната мрежа, модернизација на постројки, изградба на нови далеководи и трафостаници се прават со единствена цел – обезбедување на доверливо снабдување со квалитетна електрична енергија. Политиките на вложување во реконструкција и модернизација на електроенергетскиот систем обезбедуваат стабилност, енергетска ефикасност и доверливост во испораката на електрична енергија, што се покажа како единствено исправна политика. Упатувам честитки уште еднаш за сите инволвирани во процесите, изведувачи и подизведувачи кои со своите заложби даваат значаен придонес во развојот на севкупната национална економија. Ви благодарам.